Здраво другари, здраво другарки. Имаме многу вести денеска што да збориме. Цените ни се моментално партал, манипулации нормално, тоа ние више сме навикнати на манипулации. Така да нема што да зборам многу за цениве, салата не прават Wall Street, ама има и такви што многу се кладат, па ради тоа и цените ќе бидат многу надоле. Гледате, значи биткоин испод 63.000, етериум испод 1700, Solana под 70, XRP 1.12, катастрофа. Едино кој коин се држи, гледате, Hyperliquid. За 7 дена, он има 16%, никој нема 16%. И ова е, и Stellar Lumen. Тие се држат коини. Cardano салата невидена. Што ви кажам, значи тоа е катастрофа. Ама тоа е, кога се манипулираат цени, наше е само да чекаме, кога не сме дел од нивната игра. Ке си чекаме, ке си докупиме, ако немаме да си докупиме, ке се прошетаме, топе времето и тоа е тоа. Ке разбистриме главата и нема да купуваме. Значи, не знам што да кажам, салата не прават, не знам до која планира да не прават салата. Трампот очигледно вика, со тоа имаше, како беше тоа јакото, вика ќе ви издосади више да победувате. Да, што победуваме, што толку пари правиме со крипто, више ни издосади, значи више треба да падне криптото, значи нели он крипто председателот. Мислам едно магаре невидено е тој Трамп, ама заедно со сите, значи не е само Трамп, цел Wall Street, тамо цела Америка е катастрофа. You will get tired from winning. Да. I'm very tired from winning. Тоа е тоа. Нема потреба. Значи човекот може да манипулира, да си прави пари. Само богатството во крипто, мислам, му беше околу 7 или 8 милиарди. Само во крипто и остатокот, значи он има околу 2-30 милиарди сега, а дојде на власт со 5 милиарди. Човекот знае да работи. Че некој што не знае да работи, не може да направи пари. Човекот е експерт за правење пари, заедно со неговите синови се зверотиња. Значи, тоа е тоа. Кога татко ти е председател, и одма знаеш да работиш. Ако не е председател, не знаеш да работиш. Нема веза да преминеме на вестите. Знам дали го видовте ова со Zcash, со багот каде што дозволувал уствари да се искористи као ранливост, се да не објаснувам многу ранливоста, ама да се искористи за да се принтат неограничено Zcash коини. И замислете, ова излегува, цената паѓа, па демек Артур Хейст ќе продавал, па после немало да продава, па не знам што ќе правел, и после се крена цената нагоре, што значи дека го изманипулирале ова си стоело, си знаеле они, и се имаше као не може да следат, па не знам, па и да било испринтано, па они не знаеле, па како тоа ќе се проверело, па он бил privacy coin, тоа може да се провери, значи одма да ви кажам. Остајте они што зборат, не може да се провери, може да се провери, тоа 100%. Си имаат тој начин, ако има ција начин да ги следи коините, сигурно има начин да се провери ако некои били испринтани коини без дозвола или со некоја ранливост, потоа ќе се врати мрежата, нормално се прават тие као rollbacks, али гледате тука, значи тој испитуел, па после они се собрале, па направиле апгрейд, па готово, више нема баг, ама битно се распродаде, луѓе испродадоа за кеш, па сега цената е нагоре, од која падна, не знам како беше со ценава. Само да видам, да отворам. Со ценава, баш на 28-29 или така нешто беше. 28-29 кој им падна целава цена. Значи на $517, понатака знам дека траеше тоа јуни, муни, па на крај падна нешто од
620 на 300, така е, гледайте, 620 на $300, значи изманипулирана цена и сега е 450. Што ви кажам, значи ова манипулации не видим. Мислам, јас секако не го купам за кеш, за мене тоа е копија на биткоин и гледате они ископирале биткоинот, ама имало баг, што значи дека они менјале многу ствари за да направат вакво vulnerability, дека ако за кеш е реално биткоин, нема да има vulnerability да може да се принтат колку сакаат за кеш. Катастрофа не видам. Не знам што да кажам, значи ова е ужасно со Zcash. Zcash rebounds to 530 following explode driven crash. Како бе се вратил по ваков бак е невидено нешто. И они не можеле да го испитаат, па не знам што. Значи ова е тотална манипулација. Катастрофа. Исто со овие вести нешто што читав, strategy to sell more Bitcoin. Сега они ќе продавали уште биткоин, па немале пари, па требало да исплаќаат, па не знам што. Добро да што? И ќе продаваат сега. Па нормално треба да се манипулира цената. Они ако сега да го спуштат до 50.000 биткоин, овој ќе земе ќе продае не 32 биткоина таму колку продае, ќе продае 3200 биткоина и ќе ја спушта цената. Преку него ќе се манипулира цената. Значи тоа е тоа, според сите вести јас што ги гледам, преку стратеги ќе се манипулира целата цена на биткоин. Катастрофа. Еве и ова исто што му се овие инструментите MSTR, STRC и сега они кажуваат дали ќе се одржи цената на инструментиве, на акцијата, па чекај, па дали некој ќе ја купува, ќе ја купуваат. Значи тоа е, кажа, нега треба да се купува. Еве MSTR price 129, вам пишува, мислам дека сега околу 100 или 95, така нешто. Они гледаат на MSTR да биде околу 100 за може да купува и биткоини. Така нешто му направено. Како и да е, не ми се чита, значи ова е катастрофа што се дешава. Strategy shares fall after selling 2.5 million in Bitcoin. It's first sale since 2022. Гледате, одма паѓаат, леле, готово, Strategy, пари нема, не знам што, за после недела дена да излезе да купи биткоин. Манипулација на цена. Намерно се прави манипулација на цена, за да се купат подоле, овие да продават, да се има од кај да се купи, чао, пријатно. Тоа е тоа. Па паѓа акциите, па ќе пропаднали биткоин и Strategy ќе пропаднало. Добро, реално мене ми е гале за Strategy, ама Strategy има 872.000 биткоин. Тоа е многу лошо за кој ќе продава Strategy, а јас имав уште едно видео каде што објаснував дека сите што инвестираат во Strategy, што купуваат на MSTR и STRC, усвари купуваат преку банки, банките ако одлучат да зголемат основата, нели, пример, кај JP Morgan беше 50% даваше JP Morgan за инвестицијата и 50% ја даваш ти самиот. И потоа зголемија 80% да даваш самиот, а 20% ти даде JP Morgan, па сите продаваа STRC тогаш. И тоа, значи, потоа се гледа дека банките ќе изманипулираат цената на биткоин со Strategy, со други компании, не знам која беше уште една таму компанија, Mara Holding ли беше, не ми текнува која компанија, каде што исто купува биткоин на истиот начин, како Strategy. И не само таа, и оваа друга компанија од Јапонија, како се викаше, уште една. Таа нема нешто вести дека купиле последно време биткоин, ама и тие на истиот начин купуваат биткоин. Така преку нив ќе изманипулира цената. Исто и bear market, преку нив ја претпоставувам да се прави. First Bitcoin sell, да, ова го видовме. Ова стоката Arthur Hayes. Гледате, Hyperliquid, значи он едно време излезе за кеш, најдобар коин, за кеш, врвови, не знам што, кој излезе експлойтот, одма продал. Значи манипулација. Потоа Hyperliquid, врв ќе биде, значи нема боле од Hyperliquid, ќе правиме, значи тоа е, не знам што е имало, како имало, за после да каже,
слушај, јас се излегувам од позиција на Hyperliquid. Добро, овој значи најголем манипулатор според на Артур Хајес, црнац. Најголем манипулатор. Затоа што овој милиардер и сега манипулира. И така му е кажано. Што ова за нигде. Гледайте. Исто со WorldCoin. Прво збореше што за WorldCoin, па сега готово WorldCoin sold his entire VLD position in June 6th. Прво ја не знам зашто купува WorldCoin, очигледно му е кажано дека треба да купува. WorldCoin тоа е катастрофа, значи некој ти скенира зеница, да ти скенира биометриски податоци, за да ти даде некој коин, треба да си ненормален. Само реално. Никад, абе, $100,000 ми да, нема да им ги дам биометриските податоци. Биометриски податоци ја и на МВР не би дал, ама дека морам кој идам лична карта вадам, па морам. Иначе ни на овие не би дал. Реално ви кажам. Чекај, Holy Trinity, Contest, Hype, Near. Не, ова магар е, значи, само кажува за некој коин, ќе го напумпа, после ќе излезе, чао природно, парички става, и тоа му е целата агенда. Еве, cash is out of WorldCoin days after backing Sam Altman's token. Гледайте. После неколку дена, од кога кажали, слушај, да, WorldCoin е добар, оно, па после излегува. Манипулации невидени. Значи, ова, магар и последно време највише манипулира со целиот маркет. А е милиардер, Артур Хајес. Само на која берза не ми текна, на која берза беше газда. Тоа е. Идеме малце геополитика. Геополитика, катастрофа. Секој ден се менуваат работиве. Некај беше... гледайте. US Iran deal leaves core sticking points unresolved. And 300 billion question. Шо е работа? Вика, 300 милиарди ќе им дале пари на Иран за не воведувале нуклеарна програма, не знам што. Прво такво излезе нешто. Па Трамчо мислам дека имаше кажано. Па после тоа не е точно тоа од демократите. Ова, секој дневно се менуваат вакви мисли, битно ќе подпишувале. Денеска што сме петок. Ево у петок они ќе подпишувале сега договорот. И пак нешто се збори, не знаеле дали ќе подпишат, дали ќе подпишале, што ќе подпишале. Катастрофа не вида. Еве, баш да видиме. Super Leader said the signing of the agreement holding a different, despite holding a different view. Yes, bro. 60 days to finalize a deal to end the war. Овој J.D. Vance кажа нема патува се во Швајцарија, па не знам кој ќе го праќале, па излезе Трамчо исто сега, баш гледав едно видео, кај што кажува без мене Иран нема да постои. Тоест ја па Иран, Израел нема да постои. Без него нема да постои, па него го манипулираат. И овие биле шокирани како, значи, Иран бил под Америка, не Америка под Израел. Катастрофа. Ово излегува збори глупост. На него така му е кажано, сега каже дека он ради него постои Израел. Аби Израел манипулира со цела економија и со финансии и со све, ради Трамчо постоел. Седи мирен таму. Старото жуто дртало. Еве, 300 billion Iran construction fund becomes US political flashpoint. И сега не се знае дали ќе давале, па кажуваат сега нема да даеве, не знам што. Ја мислам дека човекот ја договара моментално за да биде на Strait of Hormuz за јон да наплаќа Америка, а сега демек движењата биле без пари, било отворен Strait of Hormuz, па ќе видиме, нели цените на нафтата испопаѓа надоле. Види вакви страни сега да се преплатам, не се преплаќам. US Iran deal leaves course sticking добро, unresolved. Дека не се договориле за све, кажува тука. Ова беше јако.
пред колку таму пред 9 дена, нели они ќе договара, па пак ќе нападнеме, па не знам што, па пак ќе договараме. Ужаси, невидени. Манипулации само. Ево, tentative deal to end the war. Гледате, денеска ќе видиме дали ќе потпишат и што ќе потпишат. Па може утре пак некоја бомба да фрлат. Но тоа што ова е тука ударена работа. Само да се манипулира со народ и со све. Еве, кога кажа овој дека ќе прави договор, падна цените на нафтата, моментално се мислам дека испод $80. Може да провериме тоа. Oil prices. Oil prices. Гледайте. VTI 76. Brent испод 80. Ова Brent е нашата. VTI е американската. Ама битно кај нас, у Македонија, што направи у Македонија, ја зголемија нафтата минатиот понеделник, иако имаше пад на нафтата од 6%. Они очекува после се врати. Сега колку треба? Значи, 11% ако е падната нафтата на светски рамки, мислам дека и поише беше падната. 11%, значи, кај нас треба бензините да паѓаат испод 70. Колку е се? 81, 2, не знам и јас колку е точно. Значи, цените треба да паѓаат врто глава надолу. Врто глава надолу треба да паѓаат. Ама, ние у Македонија сме земја на Марс. Ние не сме на планета Земја и затоа цените може и нагоре да одат кај нас. Со нафта, па им мислам дека треба да отидат. Овој народ заслужил да идат цените нагоре. Што да ви кажам, значи катастрофа. Катастрофа. Сега паѓа нафтава. Ова исто беше интересно. SpaceX IPO. Има една многу јака слика. Само дали ќе ја најдам. And Bitcoin meme, мислам, беше таква нешто. Еве. Вика SpaceX IPO кој излезе, прво 2 трилиона да вреднаш некоја компанија, а има само 18 милиарди приходи. 18 милиарди. Имаш приходи 2 трилиони да вреднаш, не е нормално прво таква компанија, и кој е биткоин 63.000, баш сега видов дека 62.500. Сите SpaceX леле ќе расте 100 трилиони има го направиме SpaceX. И после SpaceX кој ќе падне, биткоин кој ќе биде 200.000, тогаш па биткоин ќе сакаат да влезат луѓето. Ама ако така треба. Само така. Баш имаше small revenue, big IPO. Гледайте. Generating just 19 милиарди во 2025. Катастрофа. 4,94 милиарди нет загуби. Нет загуби. Имаше баш еден пост на Reddit, го избришале постов. Вега, we are removing the post because it's duplicate and extremely similar to another that was already posted. Значи, ја не можам да најдам тоа another. Баш сакам да го видите постот. Имаше многу јако објаснување дека премногу голема вредност дава на SpaceX, премногу голема цената. Значи сега ќе оди нагоре затоа што сите влагаат во SpaceX, ама и тоа не влегуваат само пример као народ што е неписмен, туку влегуваат и милиардери во SpaceX. И тоа е намерно за сега се напумпа цената, други да влезат да направат exit liquidity и после тие што уплатиле претходно, нели, што биле финансиери на SpaceX, да си земат профитот и чао пријатно, и кој ќе падне цената, тоа е тоа, затоа што еднаш мора да падне, не може нон-стоп нагоре да оди SpaceX. Баш имаше the price is set, but retail allocation still up in the air. Само видиме тоа што пишуваше. Добро, by way, controlled. When it comes to the mechanics of the share sales, нема ништо да го читам, значи знам дека едноставно цената не му е соодветствува со реалната евалуација на компанијата. Така да, што да кажам. Ево, ова исто беше јако. Токен на SpaceX shares generate 37 милиони in first day trading on Solana. Знам дека на Solana направија таму, ама имаше и многу лажни токени. Че не е само
дека вистинскиот токен за тоест токенизираните акции дека ги купувале, имало и многу што биле лажни токени, па луѓе купувале лажни токени, па не знам што, па изгубиле пари. Па тоа катастрофа било, затоа треба да се внимава од кај се купува. Тоа мора да се внимава. Ева и оваа магаризава стара bought more than 500 million worth of SpaceX shares on IPO day. Замислете, значи оваа која магарица е 500 милиони да земеш. Па ја не сум чул да зема оваа биткоин за 500 милиони, SpaceX зема. Немаме намерно сега SpaceX ќе земе, еве за да направи FOMO, леле, еве Ark Invest зима SpaceX, биткоин отиде, не знам што, и после кој ќе дојде, нели, нагоре, сега колку е пораснало, таму 20-25% е пораснало, ќе си продаде, ќе си направи пари, ќе си ги стави после у биткоин. Ама ако народно нека купува SpaceX и глупости вакви. Ша ви кажам, катастрофа. Манипулации. Бот. Тоа е. Не знам кој имаш исто таму купено SpaceX и сите FOMO. Дори слушам у Македонија. Леле, SpaceX ќе купи. Ало, бе, дечко. SpaceX ќе купуеш. Место да земат крипто, SpaceX ќе купува. Видим исто негативни информации некои. Гледайте. XMR Tether has frozen 72 милиони USDT. Затоа што имало некоја превара и само видно да има 120 милион USDT move some funds to exchanges. Знам дека беше некоја превара ова направено. Гледате, не ја пишуе. Преварава и одма Tether забраниле 72 милиони USDT. Што значи дека Tether е централизиран, мислам, тоа сите го знаеме. Да видиме, just freeze USDT with no link to a hack in Monero money laundering sting. Добро. Гледате на некој му дале 120 милиони USDT. Сега демек немало. Roughly 30, па купал XMR. Гледате, Tether has not publicly confirmed this specific freeze. Ама ваму на пост кажува дека го банирале акаунтот. Што значи дека мрежата каде што они банирале не е децентрализирана. Видите, they move blockchain investigators to door activity, health centers, 46% in matter of hours. И кажуваат дека XMR бил исто манипулиран со овие пари што му биле даени. 120 милиони, гледате. Tron Others. И ја блокирале после Tron адресата. Што значи дека Tron мрежата Tether blacklisted the Tron адрес, freezing approximately 72 милиони USDT. Што значи дека уствари Tron мрежата е исто централизирана. По може да заклучиме дека е централизирана. Мислам како и да, ако имало некој хак или не знам што, тоа треба да се направи, ама на централизиран начин очигледно се прават работи. Идеме друго, ова беше многу јако. Coinbase status history. Гледате на јуни 16, на јуни 13, 12, на 9 имаме нон-стоп проблеми со Coinbase. Значи Coinbase е една берза што е позната
некој им паѓа страната, па не е достапна, па спора е, па кога многу луѓе се приклучат паѓа. Значи, ужасни и невидени. И затоа ја Coinbase никад нема користам. И, мислам, не ни може у Македонија, ама и да може, нема го користам у Македонија. Катастрофа. Coinbase. Ово исто со Sui мрежава. Гледате тука, на 29 мај, major outage, 8,5 сати. 5,5 сати. Тоа е 6 сати. 28 и 29. И сега да ми кажете, Sui мрежата е топ. Тоа е само ја туркаат американците, иначе мрежата е нула. 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 Катастрофа. Вамо исто може да проверите за Solana. Дали uptime. Гледате, април, мај, јуни, не е даунтайм. Нема даунтайм, све е uptime. Само провериме на трансакции, катастрофа невидена. Идеме, ево ово исто нешто гледав за XRP Network Throttling. Неки имаш да знам нешто се жалеа дека кога праќале трансакции, па имале проблеми, споро се праќале, па не знам што, па барав некои такви работи, ама очигледно нема такви некои вести. Го најдов ова, дека ја правеле некој нов апгрейд на јуни 11. Па ќе била побрза, па не знам што. Еве, само прочитаме. Will optimize memory usage, increase transaction throughput, побрза, improve network stability and fix multiple bugs. Значи има багови што треба и поправат. Не знам што да кажам. Could drop, its developers claim its server usage could drop by as much 40%. Значи не е оптимизирана цела мрежа на XRP. Па потоа најдов и ова, во февруари 5, кога знам цела ради некој проблем, имаше целосен outage и прекина да прави блокови цела мрежа, па после знам дека поправа нешто правеа. Па сега е добра, сега е во добра кондиција самата мрежа. Идеме друго. Имаш исто. Ова беше интересно. Замислете, ја мрежа што користам, мислам, што користам децентрализирана ваква, како се вика, децентрализирана менувачница, најпознатата е Radium, ја исхакирале. Гледате, направиле фейк токен liquidity направиле и извадиле 1,34 милиони. Гледате, lost approximately 1,34 на 10 јуни, exploited 5 deprecated liquidity pools on its legacy EM-V3 program. The stolen funds included roughly 900,000 USDC, Solana и Ray tokens. Гледате, некој смарт контракт што не требало да се користи таму, они преку него нашле некој vulnerability, го експлоатирале и 1,34 милиони. Шова, не знам што да кажам, само видиме, прочитаме поише. Знам дека ги исхакира, ама примери да сте правеле трансакција таму, немало може да ве соберат од волет, као не бил таму некој vulnerability. Fault retires, think of it like a decommissioned bank branch that closed its doors to customer a year ago, but management forgot to move cash out of the vault. Гледате што направиле они, уствари нашле дека ја имало пари на оние trading pairs и уствари го експлоатирале. Ова купувале, правеле, си зимале пари, тоест продавале, купиле вајде од една берза, па продавале, па гледате како го објаснува ова. Вика ги затвараш вратите, вика пред година дена на банката, ама си заборал да го извадиш кешот. The tellers gone, the ATM is switched off and branch down on a period of banks. Добро. An automated market maker, which means it uses smart contract liquidity in Billy 21 phase
was deprecated. The old program was removed from the UA. Funds locked inside main lifetime chain. Па гледате, значи имало финансии, овие трнало нивниот сайт, па после овие нашите vulnerability го искористили и ги украле парите. Па тоа е, сега кога забораваат, нека ги крадат. Ова беше исто јако. Humanity Protocol овој, не знам кој е овој протокол, ама прочитав дека 36 милиони и токенот падна 73%, мислам дека моментално падна 90%, значи отиде цела мрежа. Уствари ги им нашите таму приватни клучеви, ги компрометирале, така отиде све у 3 лепе пичке матери. 73% и после овие џабе ќе се правдаат, ама ние сега ова тоа, кога отишло токенот 73%, мислам дека имаше паднато дури повише. Може да се пишете да видите што се десило со ова, али катастрофа. Катастрофа, може да видим баш колку ме падат цената. Humanity Protocol. Колку ме паднала целата цена? 17%, последни 24 часа паднат. 24, не. Кој ќе му падне 1 month? 0,0, па се вратил малце, а бил 0,80. Пред хакот бил 0,80. Партал цела мрежа. Како и да идеме малце со позитивни вести, не знам дали го објавив баш на криптореволуција, дека Магарево сега купува 1587 биткоини за 100 милиони. 100 милиони ја така од лев джеб ги вади он. Гледате, има 846.000 биткоини. Ама продал 32, па продал за да манипулира цената, за да може да земе за 100 милиони. Тоа е. Едно магаре сейлор, нивни човек на Wall Street и манипулира со цените. Гледате, another orange star. Бати магарето е бати. Што да кажам. Еве го исто за не остане пократок, Том Ли исто така зема за 136 милиона Ethereum. И гледате исто preferred stock, како што ги вади овој STRC и MSTR селор, ги вади и Том Ли исто такви и продава исто, па нели компании купуваат, па ќе им нуди сигурно нешто, се немам читан многу за како им нуди со овие preferred stock, па што им нуди, па овие кои му дадат пари, па овој пак ќе купува Ethereum и кој знае колку Ethereum ќе купи, овој више кон 5%. Овој е мислам дека 4% селор, а овој е кон 5%, накај 10% ќе купува Ethereum и немало да расте Ethereum. Да бе, сигурно нема да расте. Кој исто така кажаа дека банки ќе го одбирале уствари Ethereum пред Ripple, тоа баш имаше тие богаташи кажаа, исто и овој кажа дека за токенизирани акции ќе биде Ethereum, Том Ли, овој Том Ли е магар, значи исто човек на Wall Street и еднаш го закјута ако почна да збори нешто многу за како бил контролиран биткоин, не знам што, како се манипулирал цените, па после да, знаете, па почна да се трга тоа и уште да купува. Значи, нивно дело има шлапна ледна. Кажува, немај ти многу да откриваш информации и тоа е тоа. Во Wall Street, значи сите што кажуваат, да готово умрена, не знам што, Wall Street и onboarding Cardano. Не знам колку беше тука. Cardano has fallen 37%, добро. Some edit ADA, to its around the clock derivatives line up alongside Bitcoin, Ethereum and Solana. Гледате. Nasdaq го вклучува. CME го вклучува. CME Group, значи гледате, мај 29 прави уствари како индекс некој и ја вклучува ADA. И битно ADA вика била пропадната, бе. Која ADA пропадната, бе? Вие се дрогирали овој народ. Да каже малце повеќе за таа другата што ја користи. Исто ова што го затворија Tap Tools, леле го затворија, готово, нема пари, не знам што. Па добро, може нека се занимаваат више со тоа. Еве ја ќе ви откривам нешто, јас имам више 2 платформи на Cardano и планирам
имам некои работи што треба да ги средам и баш ќе ви ги пуштам на вакво на криптореволуција, да ги видите кои сте, што се, како се. Само што има некои промени што се дешаваат. Мислам со целиот блокчейн моментално, јас и со тоа се расправам. Значи тоа право. Значи јас извадив две платформи, ќе видите за што се работи. Затоа и ме нема многу, дека работам како магаре, да не кажам. Јавате, TapTools се затворила, голема работа, па таму има 1000 проекти, TapTools се затвори. Ако ми текне, ја ќе го направам TapTools. Ке се вика Славчо Tools, Македон Tools. Ке ги крстиме. Да видиме понатаму. Еве, Japan largest banks to jointly issue stablecoins by March 2027. Значи, јапонски банки, најголемите банки, заедно ќе вадат стейблкоин. Јако што кажам, уште баба ми остана да извади стейблкоин и ја да и бидам вакво, да го правам стейблкоин. Уште баба ми остана да извади стейблкоин. Че гледате, largest banks. Revolut исто. US Bank plans stablecoins alongside FDIC, не знам што е иншурат акаунт, треба да прочитам. Стейблкоини, значи ќе вади Revolut исто. Банката на Revolut. Што сакате, значи ова сите влагат ово. Mastercard expense settlement to stablecoins. Со stablecoin, значи уште баба ми, што кажам, stablecoin и нема да помине Clarity законот. Што зборите? Тоа е договорено од пред 6 месеци. Договорена работа. Дека ќе помине, само се манипулира со цената. Баш да ги отвораме другиве. Tether дибат tokenized gold stablecoin. Значи, они stablecoin ќе вадат со злато најверојатно токенизиран Visa card that pays out crypto rewards. Ќе даваат, значи, по stablecoin и ќе даваат награди кои ќе плаќаш. Ќе ти даваат награди. Врвови. И после некој ќе ми каже ако користам ја, не знам, долари вакво или евра да ставам или во денари да ги чувам у банка. Ова види што се дешава, ова невидени информации се дешава. Невиден. Ова Capital B looks to reverse stock downtrend as board approved 100 billion BTC accommodation plan. Ова е некоја европска компанија, исто ќе ваделе како такви preferred stock, па не знам, ќе продавале, па ќе купувале 100 милиарди биткоин ќе купувале. 100 милиарди. Па моментално на Sailor му вредат, мислам дека биткоинот околу 70 милиарди, овие 100. Значи повеќе од Sailor ќе купувале, Capital B. Ултра позитивни информации, ама цената надале. Значи, што значи дека треба да купуваат? Тоа е тоа. Еве, Mara Holding пред 3 дена 1000 биткоини. Са е најпол милиарда претходно продадоа, сега 1000 биткоини купуваат. Манипулација, продале на повисока цена, сега купуваат на помала цена. Тоа е тоа. Еве, биткоин buyers at over 250.000 биткоини купиле. Помеѓу 59.000 и 60.000. Ама некој Македонија ќе каже, слушај, манипулација, не знам што. Која бе? Или ќе пропаѓал биткоин. Катастрофа. И ова исто сакам да кажам, го задржа референтната каматна стапка и што ако се ја задржале референтната каматна стапка, се манипулира цената, паѓа, не знам што. Мора да намалуваат. Кога ќе намалуваат, тоа си знае Америка. Ја не можам да кажам кој ќе намалуваат, ние можеме да следиме само информации. Тоа е тоа. 40 минути еве, паш гледам. 40 минути, доста е за видео, така да се гледаме во наредна прилика и исто така за проектите ќе ви ги презентирам кога се сменат некои работи. Тоа е тоа, дечки, дечки и девојки, имајте убав ден.